Јас сум Даниела Билбиловска, вие ги следите регионалните вести. Се менува структурата на засеаните култури во Полошко. Земјоделците покажуваат се поголем интерес за нови посеви на лешник, орев, аронија и малина. Се загрозува ли опстанокот на символот на градот Тетовското јаболко? Климатските и почвени услови во Полошко повеќе не се доволни за обстојување на земјоделските култури по кои овој регион беше препознатлив. Ако јаболкото беше најзастапеното овошје на земјоделските површини, веќе известно време земјоделците покажуваат се поголем интерес за лешник, орев, аронија и малина. Тука многу од овощарите се сретнаја со проблемот на откуп на овие овошни култури. Немаме тука се уште некоја фирма да направи таков откупен пункт и земјоделците се разбира соочени со пласманот и на некој начин со уцената на купците најдоа за сходно да вршат промена на овошните култури и сега повеќе се иде кон овошните од другиот вид на овошни култури, тоа се лешник, орев, малина, аронија. На некој начин последно време најзастапени се овие нови видови на овошни култури, кои што и како за одржување се полесни, помалу да бараат трошоци под нос, а и за складирање и чување имаат помали трошоци и можат да обезбедат собствени простори за. А од друга страна и на поширокиот пазар и во Република Македонија и за извод овие овошни култури се доста барани. И има цена и затоа земјоделците имаме на некој начин трend на покачување на подигање на овошни наследи од овие видови. После ваквата состојба евидентирана од Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделието регионален центар Тетово, се поставува прашањето дали ако трендот на менување на структурата на овоштарството во Полошко и понатаму продолжи, ќе се загрози постоењето на символот на градот Тетовското јаболко. Ако зборуваме како на Тетовското јаболко, што е познато и во Република Македонија и надвор како еден вид на јаболко кое што има доста квалитетни својства, но ние ако кажеме за посебно за Тетовското јаболко, тоа е во драстична мерка намалено, тука можеме да се најдат индивидуално поединечни стебла, затоа што кај Тетовското јаболко, иако е доста квалитетно, немаме некоја посебна да не речеме заштита на тоа јаболко, каде што во одреден период ние предлагаме и за тоа јаболко да се опстои на ова подрачје, дава субвенција по однос на стебло, а не на површина, затоа што кај овој вид на јаболко имаме, ова сорта на јаболко имаме алтернативна родност. Значи една година дава изобилно доста род, а во другата година не дава принос и затоа го избегнуваат. Кај другиве овие видови на јаболка, овошни јаболка, реков не дека нема и понатака одредени сорти се подигаат, оние кои што имаат подолг рок на чување, каде што можат да се створат и локални домашни услови за чување, се одржуваат, но пак реков по однос на тој овошен вид доста се намали површините. Кај другиве површини, тоа не значи дека ќе се изгуби јаболкото како јаболко, затоа што како да е, сепак ова подрачје и по однос на овој вид на овошна култура има доста климатски и почвени услови за добар род и се разбира доколку би се створиле адекватни услови со поддршка на овие програми да се створат услови за подолго време на чување, да може да се помине оној есенски период кога е бербата, кога имаме наплив на и друго овошје од страна, за да цените се на некој начин бидат повисоки, тогаш мора и да се зачуваат еве во овој период јануар, февруар, март, кога имаме недостаток од другите овошни култури, јаболката да може да се пласира и се разбира доколку
се створат услови или пак одредени откупни центри решат да тука подигнат и откупен центар, може и да се задржи, да се врати, да кажеме, овој вид на јаболко, односно овој вид на овоше да се задржи. За разлика од јаболките, според Петревски, има тренд на враќање на постевите на крушата поради низината висока цена на пазарот. Гостиварци денес на пункт на градскиот плоштад имаа можност бесплатно да го проверат очниот притисок. Акцијата се организираше како дел од одбележувањето на Светската недела на глаукомот, болест која ја нарекуваат тивок убиец на видот. Во рамки на одбележувањето на Светската недела на глаукомот, во Гостивар денес се спроведе акција за бесплатно мерење на очен притисок. Активноста ја организираа Сдруженијето на офталмолози и Клиниката за очни болести во Скопје, во насока на превенција од глауком, болест која се смета за втора водечка причина за слепило. Целта е граѓаните да се информираат околу заболувањето и да се подигне свеста за важноста од навремено откривање. Искуството кажува дека во ваквите акции се откриваат до 30 на пациенти со покачен очен притисок, на кои понатаму им е потребен соодветен третман. И ние тука сакаме да ја подигнеме свестата на населението за навремени контроли кај офталмолозите. Ако, како и беше и претходните години, значи во секоја ваква организација, значи изнајдени се негде 25 до 50 нови случаеви со моментален покачен очен притисок, кои понатаму се праќаат на исследување во како во Гостивар што ќе биде првата нивна станица болницата, општата болница во Гостивар, а за потешките случаи, ако е потребно, ќе се идат во Скопје за со понатамошните исследувања да се диагностицира комплетна болеста и да се напише терапија. Пошто ако се детектира на време, ако диагностицира на време, се дава на време на терапија, значи векот на добриот живот и сочување на видот е подобро. Во Република Македонија од глауком се заболени околу 20.000 луѓе. Болеста често завршува со намалување на видот и со слепило. Денешната акција за бесплатно мерење на очен притисок во Гостивар најде на голем интерес кај граѓаните. На пунктот на градскиот плоштад тие добиваа и совети како да го заштитат и зачуваат здравјето на очите. Вклученоста на ромите во образовниот процес е значително подобрена, сметаат учесниците на денешната тркалезна маса, каде се дискутираше за статусот на ромите во македонскиот образовен процес. На дискусијата учествуваа 10 невладини организации од Македонија и од Косово. Состојбата на ромите и нивното вклучување во образованието етапно се подобрува како резултат на проектите кои ги спроведуваат невладините организации, сметат учесниците на тркалезната маса, подобрување на состојбата на ромите во образовните процеси. Од невладината Сонце велат дека бројката на роми кои се запишуваат во основно и средно образование е многу зголемена. Ваквиот став го делат и други невладини организации учесници на денешната тркалезна маса. Во последниот период гледаме значително зголемување на бројката на роми кои што веќе се запишуваат и го завршуваат основното и средното образование според законските регулативи, но исто така сметам дека има големо подобрување во однос на соработката со родители, наставници и ние како невладен сектор. Од 2004 година наваму, кога почнаа зајакнати активности во Македонија, сметаме дека во образованието е доста постигнато. На индивидуално, меѓутоа и на државно ниво. Зголемена е стапката на опфаќање, децата подолго престојуваат во училиште и мощна е подобрена состојбата во однос на завршување и на основното и на средното образование. Со големи напори на невладиниот сектор, меѓутоа и на државните институции, тука ги вклучуваме и училиштата, и министерствата, и општините, сметаме дека од сите можни сектори каде што треба да се делува во образованието е најмногу постигнато. Тоа не значи дека не останува уште многу работа, уште многу напори се потребни, но сметаме дека сме на добар пат и ние во моментот работиме на зајакнување не само на информираноста на ромската заедница за важноста на образование, туку и за јакнење на капацитетите на семејствата да го одржуваат и да го поддржуваат образованието на своите деца. На тркалезната маса учествува и невладини организации од Косово кои потенцираат дека ромите не се прифатени во нивното општество. Најчесто, како што каже, има дискриминација во однос на вработување и образование.
Бавачот метнијатот свида, метнијатот ромската заедница на секаде на Балканот се соочува со истите проблеми. Значи, за време на нашите посети во Македонија и во другите балкански држави дознавме за иницијативите за подобра интеграција на ромите и во образованието, меѓутоа и во општеството. Значи, во Косово ромската заедница генерално не е добро прифатена. Исто така не е доволно застапена нити во образовните институции, нити во другите институции. Од Фондацијата Отворено општество Косово се надеваат дека со нивните активности и преку националната стратегија за подобрување на статусот на ромите, дискриминацијата кон оваа заедница ќе се ублажи. Продолжува периодот на променливо време. Покачување на дневните температури ќе има за време на викендот. Според метеоролозите продолжува периодот на променливо време. До сабота времето ќе биде сончево со умерена облачност. Утринските температури наместа ќе се спуштат под нулата, така што во петок се очекува тие да се движат од 3 до 5, а во сабота од -4 до 3 степени. Утре ќе дува умерен повремено засилен северен, а во сабота во западните делови повремено засилен југозападен ветер. Преодно зголемување на облачноста со слаб локален дожд ќе има во недела. Дневните температури ќе бидат во покачување особено за време на викендот и во почетокот на наредната недела, кога наместа ќе достигнуваат и над 20 степени. Температурните варијации влијаат на општата здравствена состојба кај луѓето, а ги влошуваат и хроничните заболувања. Временските услови имаат влијание како врз физичката, така и врз психичката состојба на некои луѓе. Секој човек реагира на различен начин на промените на времето. Обично жртви на сезонските промени стануваат луѓе кои се повеќе подложни на промени во атмосферскиот притисок, степенот на влажност и температура на воздух. Здравствените проблеми како силна мигрена, ревматични болки, сезонски алергии и астма, проблемите со кардиоваскуларниот систем или пак депресијата се поврзани со времето. Лекарите советуваат граѓаните да бидат предпазливи, а хронично болните редовно да ја земаат пропишаната терапија. Повреден еден пешак, еден возач и двајца сопатници е билансот од сообраќајните незгоди кои се случиле вчера на патиштата во Тетовско. Две од сообраќајките се случиле на автопатот Тетово-Скопје, речиси во исто време и на исто место, во близина на надвозникот кај Добарце. Вчера вечер половина час пред полноќ на крстосницата на регионалниот пат Пирок Тетово со локалниот пат во Камењане се случила сообраќајна незгода во која учествувале патничко возило Опел Астра со тетовски регистарски таблици, управувано од 25 годишен жител на Камењане и 42 годишен пешак од истото село, соопшти СВР Тетово. Од удирањето пешакот здобил телесни повреди, пренесен и задржан во Тетовската клиничка болница за натамошно лекување. На автопатот Тетово-Скопје во близина на Добарскиот надпатник, вчера околу 10 часот патничко возило Volkswagen Буба со струшки таблици, управувано од 32 годишна жена, загубило контрола, излетало и удрило во металната заштитна ограда. Како што соопшти СВР Тетово, возачот и двајцата сопатници во возилото по неколку часа се пожалиле на телесни повреди и по укажаната лекарска помош пуштени се дома. Се утврдува причината за излетувањето, околностите во кои се случило и слично. Првично причината е неприлагодена брзина и недржање прописно растојание. Речиси во исто време и на исто место патничко возило Ауди со охридски таблици, управувано од 42 годишен охриѓанец, налетало, удрило и усмртило куче бездомник. Нема повредени во возилото, но причината е значителна материјална штета. Причината за оваа сообраќајна незгода е необезбеден коловоз и неконтролирано движење на животно. Во полицискиот билтен на СВР Тетово регистрирана кражба на украсни земзелени дрвца од расадник во Жилче во вредност од 500 евра. Полицијата привела 23 годишник од Дебреше, осуден на затворска казна за сторени кражби.
Кражба на 294 украсни земзелени дрвца со различна големина од расадник во Тетовско жилче пријавил вчера наутро 57 годишник, вработен како чувар во фирмата во чија сопственост е расадникот. Според пријавеното претходната вечер помеѓу 22 и 24 часот, засега непознати сторители ги одзеле дрвцата и незабележани од никого го напуштиле местото. Со одземеното противправно се стекнале со имотна корист, која се проценува на 30.000 денари. Извршен е увид и се расветлува пријавеното, како и се работи на откривање на сторителите. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица Гостивар, вчера предпладне со судска наредба привеле 23 годишник од Гостиварско Дебреше, осуден на 2-годишна затворска казна за сторени кражби. По приведувањето и кусото задржување, предаден е во казнено-поправната установа Идризово во Скопје за издржување на казната. Инаку 6 албански државјани од Либрашти и Кукс, кои вчера наутро биле откриени, односно затекнати при претрес на куќата и помошните простории на 52 годишник од гостиварското село Чајле, по пладнето изведени се пред судија за прекршоци на основниот суд, пошто тие се депортирани во нивната матична земја, откако претходно им се изречени забрани за влез во нашата земја од 1 до 5 години. Албанските државјани на возраст од 22 до 47 години во најголем број немале пријавено престој, не поседувале лични документи и нелегално работеле на подрачјето, односно биле ангажирани со градежни активности, информираат од секторот за внатрешни работи Тетово. Народниот правобранител изрази сериозна загриженост за обидите за инволвирање на децата во протестите, организирани во повеќе градови во Република Македонија, се вели во писмената реакција. Амбудсманот Иџет Мемети најостро ги осудува настапите на раководни лица во училиштата, поради што ги повикува училишните одбори, градоначалниците, Државниот просветен инспекторат и Министерството за образование и наука, веднаш и без одлагање, секој во рамките на своите надлежности, да преземе соодветни мерки кон лицата кои агитираат или дозволуваат во училиштата да се врши агитација и обиди за политичко инволвирање на учениците. Во пукање во францускиот град Грас се повредени најмалку 2 лица, соопшти француската полиција. Пукањето се случило во едно локално училиште, а властите објавиле предупредување за тероризам. Локалните медиуми јавуваат дека едно лице влегло во военото училиште Алексис де Токеви и почнало да пука. Има извешта и за втор напаѓач кој е наводно во бегство. Полициски специјалци веднаш биле испратени на местото на инцидентот, каде уапсиле еден маж. Грас се наоѓа на 40 на километри од Ница, каде во јуни минатата година беше извршен крвав терористички напад со камион, во кој беа убиени 86 луѓе. Холандскиот премиер Марк Руте изјави дека неговата централно-десничарска Народна партија за слобода и демократија победи на парламентарните избори. Анкетите покажаа дека оваа партија ќе има 34 од 150 пратеници во парламентот. Тоа е за 14 пратеници повеќе од партијата за слобода на неговиот антиисламски ривал Герт Вилдерс. Партијата на Руте сепак ќе добие 10 пратеници помалку отколку што ги имаше по изборите во 2012-та. Тој изјави дека станува збор за голема победа. Ова исто така е ноќ кога Холандија по Брекзитот, по американските избори, му рече стоп на погрешниот вид на популизам. Тој исто така додаде дека ќе ја продолжи политиката со цел земјата да биде стабилна, безбедна и просперитетна. Британската премиерка Тереза Меј изјавила дека сега не е добро време за нов референдум за независност на Шкотска. Меѓутоа, таа сепак нагласила дека не ја исклучува можноста за одржување на референдум во некој период во иднина. Кога шкотската влада вели дека сега е вистинско време да се започнат разговори за втор референдум за независност, јас велам дека мораме сета енергија да ја насочиме на преговорите со ЕУ за нашите идни односи. Заклучила таа и додала дека доколку сега би се организирало ново гласање во Шкотска, тогаш не би морало да се постигне договор кој одговара на Шкотска и на целата Велика Британија.
Вулканот Етна еруптира по трет пат во последниве 3 седмици. Тој сврла лава во височина од 200 метри над небото на Сицилија во Италија. Тоа е уште една регистрирана активност на вулканот, која започна уште на крајот на февруари. Пред тоа тој не беше активен повеќе од една година. Последната ерупција е регистрирана од релативно нов кратер, кој се наоѓа на југоисточната страна на планинскиот врв, кој е висок 3000 метри. Се очекува исфрлањето лава да не представува опасност за блиските стамбени згради или за летовите на најблискиот аеродром во Катанија. Кралот на Мароко Мохамед VI објави дека го сменил премиерот Абделилах Бенкиран, кој е од умерената исламистичка партија на правдата и развојот, и оти на негово место ќе назначи друг представник на истата партија. Кралот му даде задача на Бенкиран да состави нова влада на 10 октомври минатата година, откако партијата за правда и развој победи на парламентарните избори. Партијата освои 125 пратенички места. Втора беше партијата за автентичност и модернизација со 102 места, а на трето место конзервативната партија Независност со 46 места. Денес имавме променливо облачно време со сончеви периоди, а на некои планини со слаб снег. Дуваше слаб до умерен северен ветер. Утринските температури се движе од 0 до 5, а дневните од 7 до 15 степени. Утре не очекува сончево време со мала до умерена локална облачност и со умерен северен ветер. Утринските температури ќе се движат од 3 до 7, а дневните од 8 до 16 степени. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.